Поради законот за абортус, кој го донесе владата пред 2 години, самохраната мајка Васка беше принудена да донесе на свет дете со аномалии. На оваа жена не ѝ било дозволено да абортира, била советувана да го роди бебето, а потоа да размисли дали ќе го даде на посвојување. Бебето, кое сега има 11 месеци, е родено со малформација, односно мал раст. Цели 10 дена во болницата оваа жена не знаела што да прави, за на крајот да одлучи да си го земе бебето дома. Таа вели дека не може да добие боледување, иако има дете со попреченост, а лекарите се уште не поставиле диагноза. Не можам да се помирам со фактот дека некој може толку лесно да донесе одлука во моје име, а ја да немам право на глас. Одлуки што се однесуваат и длабоко допираат во мојот приватен живот и во мојата интима. Кога кажувам некој, мислам на пратениците, што ние сите ги плаќаме, а тие се земаат за право да одлучуваат за нашиот живот, како ќе се однесува и во понатака. Кога ќе поднесете барање до првостепената комисија, ви кажуваат дека е тоа чисто формално и ве препраќаат одма на второстепена комисија. Таму се соочувате со најголемиот шок. Второстепената комисија е составена од 3 члена доктори, тоест 2 доктори и 1 социјален работник, што вие воопшто не ги гледате тие, може би седат во некој кафич и ви ги подпишуваат вашите документи, вие запечатуваат судбината, кога и за 3 дена добивате негативен, се разбира, одговор на тие документи, не ви преостанува ништо друго него да земете и да ги прочитате печатите, кои тоа ви е запечатил вашата судбина. Кога ќе прочитате печатите е трагедијата уште поголема, барем за мене, кога ќе прочитате дека таму е некој си доктор за стерилитет, некој си доктор ендокринолог и некој социјален работник. Јас и денеска се прашувам тој социјален работник кого советуваше, што со мене не се сретна, дали ги советуваше докторите што треба таму да подпишат. Тоа не ми е јасно и не можам да си го објаснам. Тоа е жално за мене, а жално мислам треба да биде и за нашите господа пратенички што се во парламентот, што кога се донесуваше овој закон не се земаа за право барем 3 збора да кажат дека е тоа наше право, дека не може никој, апсолутно никој да одлучува за мене, за мојот приватен живот. Васка е само една од многуте жени кои се соочија со нехуманиот третман при барање на абортус. И како да тоа не беше доволно, владината кампања против правото на избор за абортусот не само што не запира, туку се започна со емитување на нови спотови на националната телевизија, каде се истакнуваат ставови на мајка Тереза против абортусот. Невладината Хера и сите 16 партнерски организации бараат да се сопре производството и емитувањето на ТВ спотовите против абортусот и да се почитуваат препораките на Комитетот за човекови права дадени во јули оваа година. Се бара нов закон за абортус кој нема да го ограничи правото на избор на жената, а кој ќе биде согласно препораките на Светската здравствена организација. Комитетот за човекови права при Обединетите нации исто така во јули го препозна ова назадување на женските права за абортуси во Република Македонија и во нивните заклучоци практично препорача на владата да избегнува било какви кампањи преку кои што се осудува жената, истовремено се осудуваат особено оние жени кои што сакаат да го искористат правото на абортус со цел да ја планираат својата бременост. Исто така Комитетот за човекови права и препорача на Република Македонија да преземе конкретни мерки со цел да ги отстрани сите оние административни пречки кои што дополнително ја изложуваат жената да прибегне кон небезбедни и нелегални начини во однос на прекид на својата бременост. Во однос на административните пречки, не знам колку ви е познато, меѓутоа тоа што се случи во 2013 година беше воведено писмено барање кое што жената треба да го достави до клиниката за да го изведе абортусот, задолжителното советување, потоа 3 дена чекање по советувањето и високи казни за лекарите кои што претходно не беа во законската регулатива
во изминатите 40 години. Оно што сакаме денеска со ова прес-конференција, со овој прес и воопшто конференцијата која што одбележуваме за 28 септември да препорачаме е практично да повикаме до владата, да повикаме до Министерството за здравство, да повикаме и до пратениците во собранието, да ги разгледаат овие препораки кои што ги даде Комитетот за човекови права и веднашка да пристапи кон измена на законот за абортус со цел да состранат сите оние административни пречки кои што ја доведуваат жената во опасност во однос на нејзиното здравје и живот доколку сака да го планира своето родителство. Централна и Источна Европа сега минуваат низ драматични промени, особено во поглед на родовата еднаквост и пристапот до законит и безбеден абортус. Гледам на задување на тие права. Владите во регионот, како и во Полска, но и во Македонија од неодамна, се чини дека не го препознаваат овој факт и донесуваат законски измени и промени во практиката кои го ограничуваат или го невозможуваат правото на жената на пристап до безбеден абортус и репродуктивни права. За професорката на правниот факултет Каролина Астерот Ристова, сегашниот закон е монструозен и треба да се води политичка борба за да се стави во првите 5 приоритетни права во државата. Тоа беше направено на многу кукавички, некој многу подмолен начин, без никаква обштествена дебата, па дури она што е специфично за македонскиот случај е што ние во Уставот имаме регулирано ова прашање во смисла на дозволен, односно легален абортус, значи тоа е влегува во нашата уставна репродуктивна слобода. Исто така самиот закон кој што е спорен ударно го дефинира абортусот како дозволива работа, односно медицинска интервенција за која што жената одлучува, а сите ограничувања, па дури во одредени ситуации, реално невозможување на правото се одбива на еден кукавички, односно задницки начин, значи едно што се вели народски на мала врата, и тоа е многу специфично за нашата ситуација. За Уставниот суд законот воопшто не беше спорен. Спротивно на мнозинството суди и судиката Наташа Габер Дамјановска, законот го оцени како дискриминаторски за жената, а државата според неа премногу се меша во семејните односи. Јас имам право, според деловникот на Уставниот суд, да го издавам своето мислење ако не се согласувам со некои ставови или сите ставови кои што се наведени во решението на Уставниот суд. Јас тоа го направив во овој случај, бидејќи сметам дека постојат многу елементи, различни прашања, доста комплексни, за кои секој бара посебна елаборација и мислам дека овој закон неуспешно тие ги реши. Во 2009 година владата донесе одлука да започне со кампања против абортусот. Пред 2-3 години во Скопје се појавија шокантни плакати кои повикуваа дека абортусот е убиство. Никогаш не се дозна кој стои зад тоа. Според Обединетите нации, во светот годишно се прават 22 милиони небезбедни абортуси, од кои 47.000 завршуваат со смрт, велат од UNDP на глобалниот ден за безбеден и легален абортус. Во Македонија, овој ден се одбележа со национална конференција под мотото «Законските ограничувања, безбеден и легален абортус».